Благодарам, господин председател. Почитуван министер, да рачистиме една работа на почетокот. Предпоставам дека во нервоза го направите тоа. Ајде да кажеме и дека тука би можело да се има разбираме. И дека не го направите од нервоза, а не прогласите за лицемерие, мислам дека направите сериозна грешка. Ќе ви кажам и зошто. Не ли е лицемерие, почитуван господин министер, да зборувате за дека кризната состојба во однос на пандемијата не била користена за коруптивни цели. Да, во нашиот град се делеше хуманитарна помоќ од вашата партија за време на политички час. Тоа не е корупција. Или пак, во друга страна, колку луѓе умреа, господин министр? Светски шампиони. Ќе ве замолам, значи, ако поддржуваме кризна состојба, а, например, ги изнесуваме забелешките кои се случувале во изминативе 2 години, не мислиме ништо лошо. Напротив, дали треба да не гласаме за кризна состојба и да оставиме луѓето да умират на улица отворено, да не контролираме дека се вршат корупција на одредени нивоа во државата и така натаму. Ја не знам како ви излета да кажете дека сме лицемери, а под претпоставка дека ја представувате влада која води најлицемерна политика во последните 100 години. Затоа ќе ве замолам, мислам дека беше сериозна грешка и мислам дека пратениците кога се конструктивни, не се лицемери, сигурно тоа да бидете, од една страна и од друга страна, мислам дека една мирна, без оглед на критиките, една мирна расправа на Комисијата за одбрана и безбедност и го подигнавте адреналинот, предизвикувајќи жустри реакции, расправи помеѓу нас. Нема потреба такво нешто, затоа што мислам дека прогласувањето на кризната состојба во однос на пандемијата со COVID-19, која најверојатно ќе не мори и наредната година, можеби година и пол, е потреба на граѓаните на Република Македонија, која нема врска со ниту една политичка партија. Потребата државата да биде од помош на граѓаните во најтешки ситуации е најнеопходно нешто со секој кој се чувствува за народен пратеник во собранието на Македонија би го направил. Така да тој аспект не станува збор за лицемерие, туку станува збор за конструктивност и за одговорност кон проблемите со кои се соочува нашата држава и општеството во целина без оглед кој е на власт. Ви благодарам.